Добро вечер, почитувани гледачи на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Најавуваме уште едно интересно издание на емисијата 360 степени со серија стории на теми од јавен интерес. Новата членка на Судскиот совет предложи јавно интервју при утврдувањето кандидат за уставен судија. Кога би одлучиле да нема јавно интервју, како и до сега што се одбираше, дури и најдобриот избор може лесно да биде протолкуван или да изгледа како договор позади сцена. Не чувме ваш став, зашто сте против или за? Зошто не? Зошто по првите наоди соопштени во ноември стагнира постапката за расчистување на случајот со медицински неоправданите операции на срце? Второстепената комисија поништи 2 од 4 дела од големиот тендер на МВР за униформи за редовната полиција. Објавуваме зошто. Дали може ChatGPT да ни го замени нашето размислување? Не. Зашто најчесто го користиш ChatGPT? Ако нешто не ми е јасно. Први обиди за вклучување на вештачката интелигенција во образовниот процес кај нас. Кога ги најави како кандидатки за членови на Судскиот совет, председателката Гордана Силјановска-Давкова ги опише како реформаторки и бунтовнички. Едната од нив вчера се обиде да внесе реформа во постапката во која Судскиот совет утврдува кандидат за уставен судија, но доби поддршка од само една друга членка која не е предложената од шефицата на државата. Еве подетално за што станува збор. Славица Филиповска-Иванова. 4 февруари, среда. На првиот кат од оваа зграда, членовите на Судскиот совет одржуваат седница. Најава немаше, но сепак седницата се емитуваше во живо на YouTube каналот на Судскиот совет. Еден сегмент од заседанието се одржа за затворени врати, но другиот, за измена на деловникот, беше отворен за јавност. Точката гласеше: изменување и дополнување на деловникот за работа на Судскиот совет, поточно за делот кој што се ја уредува постапката за утврдување предлог на избор на суди на Уставниот суд на Република Северна Македонија. Ваква точка се најде на дневен ред откако Собранието неодамна донесе нов закон за Судски совет, а и по пресудата на Управниот суд со кој беше поништен изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика. Образложението на управен беше дека Судскиот совет не се произнел за сите споменати потенцијални кандидати, туку ја завршил постапката откако Дуковска прва го добила потребното мнозинство. И веднаш стигна идеја за измена. Новата членка на Судскиот совет, Сузана Јошевска-Настасовска, предложи при утврдување кандидат за уставен судија од редот на судиите, Судски совет да спроведува интервјуа со утврден прашалник еднаков за сите кандидати и директен пренос за јавноста. И кога процесот е затворен, односно кога би одлучиле да нема јавно интервју, како и до сега што се одбираше, дури и најдобриот избор може лесно да биде протолкуван или да изгледа како договор позади сцена. И затоа сметам дека јавното интервју ќе ја направи видлива логиката на изборот, ќе ја намали перцепцијата на јавноста за договарање и ќе гради доверба дека кандидатот е избран по мерит систем, а не по подобност. Предлогот првично доби ветер во грб. Мислам дека тој не само што ќе ја зголеми довербата во Судскиот совет и во судството, туку ќе не доведе до утврдување на најдобриот кандидат што можеме во тој момент да го утврдиме за да биде пред наш предлог за кандидат за уставен суд и јас го поддржувам во целост таквиот предлог. Иницијаторката за воведување интервју, Јошевска-Настасовска, неодамна беше избрана од парламентот за членка на Судски совет на предлог на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Втората членка на советот, избрана на предлог на шефицата на државата, Арлинда Кадри Шахиновиќ, не го поддржа предлогот на Јошевска-Настасовска. Се плашам резултатот може да биде селекција на оние што најдобро зборуваат, а уствари не знаат или најдобро мислат. Се редеа и други дискусии против. Сметам дека со воведувањето на овој повисок правен стандард би се повредило начелото на еднаквост во однос на другите кандидати кои што ги избира Собранието
за суди на Уставниот суд. Не дека ние не сакаме да бидеме транспарентни, заткулисани, не знам што. Не можеме надвор од законот да предвидуваме се деловни критериуми, услови, дополнителни, кога е тоа законска материја. Законодавецот предвиде законски услов. Тоа е 20 години основен услов. И вториот услов е по претходно утврдена оцена на нивните пукни резултати. Ние имаме материјал. Најмалку интервјуто е потребно и најмалку со едно интервју ние генерално како тело може да кажеме овој кандидат е подобар, а овој е помалку добар. Двете членки на Советот, иако малцинство, продолжија да го бранат предлогот. Во случај кога кандидатите, кога ќе имаме повеќе кандидати, и тие сите ги исполнуваат законските услови, тоа се 20 години стаж и имаат некаков допринос во теоретска и правна мисла, врз основа, јас ве прашувам вас како членови, тие ќе ги исполнуваат и ќе бидат еднакви. На кој начин, ако не врз основа на слушање на нивната правна логика, би можеле ние да избираме. Според тоа, и дури и да има начин, нели е подобро да ги слушнеме за да можеме да видиме, да донесеме некоја одлука на основа на мерит, на основа на правно образложение, после да си помогнеме сами на себе кога ги образложуваме одлуките за и против. Колегите кои што доаѓаат од другата бранша не ги познаваат сите суди. Ни јас не ги познавам сите суди. Не ги познавам лично. Друго е кога ќе го видам тука судијата. Без малку еден час, репликите на истите членови станаа повторувачки. Никој друг не се јави за збор, па председателот на Советот предложи да се премине на гласање за измена на деловникот. Кој е за да нема интервју? Констатирам дека со 8 гласа за е донесен измената на деловникот. Со оглед на тоа што председателот на Судскиот совет не зема збор за време на дискусијата, се обидовме да дознаеме зошто е против јавно интервју. Не чувме ваш став, зашто сте против или за? Зошто не? Јошевска Анастасовска жали што нејзиниот предлог не го поддржаа мнозинство членови на Советот. Но во контекст на транспарентноста, изјави дека тоа што седницата била јавна, овозможило секој да ги цени тезите на членовите, кои иако не беа врзани, избраа јавно да аргументираат. Никакво интервју нема да има ниту затворено, ниту отворено, останува само предлогот дека врз основа на биографиите и евентуално докази за придонес во стручната мисла, како и материјалите кои ги има Судскиот совет од позитивни оценувања на кандидатите, од тие ќе одбираме. Тоа ќе биде начин. Интервјуто не е предвидено ниту во законот. Што мислите, зошто е така? Интервјуто не е предвидено во законот заради тоа што законот предвиде упатувачка норма со која е дозволено деловникот да го регулира тоа прашање. Јас не знам комисијата зошто не го предвидела во законот за да немаме сега евентуално такви загрижености и прашања, тоа најубаво е да ја прашате комисијата, но сметам дека треба да се држиме до мислењето од Венецијанската комисија која што смета дека не треба законите да се пребирократизираат или overregulating, што се вика, значи дека некои работи кои што се однесуваат на постапки и детали од постапката треба да се уредуваат со подзаконски акти и од тука сметам дека не излегуваме надвор од законот. Според Уставот, Судскиот совет номинира 20 кандидати за уставни судии до собранието кое ги избира. Како ќе ги утврди кандидатите се определува со деловникот за работа, пропишува Законот за Судски совет. Со оглед на тоа што немаше расположение за прифаќање на предлогот, номинирањето на 20 кандидати за уставни судии преку Судски совет ќе продолжи без интервјуа, па сликата за нивниот капацитет и стручност ќе може да се оформи преку јавните седници откако ќе станат уставни судии, што може да биде доцна. Се најавуваше постапка на брза пруга, но и поречиси 3 месеци откако домашната комисија утврди непотребно направени операции и непотребно упатување на операции на срце, нема завршница на случајот. Напротив, повлекувањето на кардиологот Сашко Кедев од Советот на Министерот за здравство и образложението за таквиот потек отвори сомневања дека некој можеби сака да се забошоти случајот во интерес на засегнатите болници и доктори. Сторијата е на Александар Димитриевски. Тоа не е
Се почна на 16 август 2025 година. Оперирале без потреба. Сечеле граден кош без потреба, без никај. Тоа го имаме докази за тоа. Овој сегмент и остатокот од тој настап на кардиологот Сашко Кедев на Канал 77 предизвика најава за тужба од болницата Аџибадем Систина, повик за состанок од министерот за здравство Азир Алиу, а потоа и формирање комисија за сомнителните кардиохируршки интервенции. Се доставени медицински досија за 8 случаеви. Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. 2 недели подоцна, во интервју за 360 степени министерот најави дека наскоро ќе има извештај. Че нема да имаме притисок ни за време, ни за начинот и методологијата. Целта не е таа. Целта е да имаме јасна слика како може понатамо да не се повторат ако има таков тип на ајде да кажеме злоупотреби и како може системот да се стабилизира. Првиот, но само прелиминарен извештај беше презентиран по 2 месеци, на 14 ноември. Како што очекував, комисијата испорача објективни резултати врз основа на професионално, научно и независно спроведен процес. Анализирани се 19 случаи од страна на стручната комисија, од кои 10 случаи комисијата утврди дека се непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Значи тоа е тоа, значи го очекуваме формирањето на меѓународната комисија и потоа со анализа на комплетната медицинска документација да донесеме дефинитивни заклучоци, дефинитивно тоа да произлезат и одредени понатамошно стратешки подези кои што ќе подобрат здравствената заштита од оваа област на граѓаните на нашата држава. Барањето на новинарите за повеќе детали во тој момент не најде на позитивен одговор. И ако може да се каже кои болници и тие интервенции колку чинеле? Како што кажав, ова е првичен извештај. Сложените кардиохируршки и васкуларни интервенции кои се покриени од Фондот за здравствено осигурување се изведуваат на државните клиники за кардиохирургија и за торакална и васкуларна хирургија. И на приватните Жан Митрев и Аџибадем Систина. Сега имаше најава од една од болниците дека ќе ве тужат. Ако не кажете конкретно на кого сте мислили, се случи, има некаков развој на таа тема во меѓувреме. Тоа е толку чиста работа и тие знаат дека не се оправа. Значи знаат сите и двете приватни болници, знаат дека имаат и прифаќат непотребни пациенти и интервенции на непотребни пациенти. Значи тоа не е спорно и тие го знаат сето тоа. Овој настап на академик Сашко Кедев на 360 степени датира од 8 декември. Тоа е 3 недели по објавувањето на прелиминарните резултати на комисијата, формирана по неговите јавно искажани сомнежи за операции за профит. Ми изгледа дека Министерството за здравство оди со една добра динамика, значи со таа комисија што ја формираше и сум оптимист дека ќе се расчисти. По прелиминарниот извештај требаше да се формира и така наречен странски или надворешен дел од комисијата. 10 дена пред Нова година, министерот кажа дека и таа работа е завршена. Во моментот се преведуваат сите материјали на англиски јазик, знаете дека е обојмен материјалот и ценам дека првата средба онлайн ќе биде првата средба како што ве известив, ќе биде наредната недела. Помине наредната, помине неделата по неа, помине и Нова година, а таква средба до ден денес не се одржа. На 17 јануари годинава, Државната агенција МИА беше првата која објави дека тројцата експерти во странската комисија се Никола Лакич, кардиоваскуларен хирург од Љубљана, Словенија, Уголино Ливи, кардиохирург од Удине, Италија, и Хуго Можина, специјалист интернист од Љубљана, Словенија. Освен имињата, текстот на МИА содржаше информација повикувајќи се на неименувани извори, дека во домашната експертска комисија има сомнеж за соодветноста на странските експерти, бидејќи ниту еден не е интервентен кардиолог. На 26 јануари приватната болница Жан Митрев одржа симпозиум со меѓународни кардиоторакални експерти. Присуствуваа и министерот за здравство и директорот на Фондот за здравствено осигурување. На 30 јануари Канал 5 објави дека Сашко Кедев се повлекол од советодавното тело на министерот Азир Алиу, поради застој на работата на комисијата за откривање непотребни операции на срце. Министерот првично соопшти дека до него не стигнало такво нешто, но според документот до кој дојде 360 степени, оставката е поднесена уште на 23 јануари. Во известувањето, Кедев наведува:
Се повлекувам од работата на Здравствениот совет на Министерството за здравство од причина што сметам дека започнатите контролни процеси треба да ги спроведуваат исклучиво компетентни кадри со веќе докажан стручен и професионален кредибилитет. По оставката дел од медиумите споделија соопштение од Жан Митрев, во кое меѓу другото пишува: Доктор Кедев и сите членови на комисијата, заедно со министерот за здравство и директорот на фондот, беа уредно и навреме поканети. Министерот за здравство и директорот на фондот беа присутни на овој значаен настан. Тука, на највисоко стручно ниво, меѓу другото, се дискутираа и сите пријавени случаи од доктор Кедев, при што беше утврдено дека кај ниту еден случај нема одстапување од препораките утврдени во редовната практика. 3 дена по веста за оставката на Кедев, Министерството за здравство за првпат го објави составот на странскиот дел од комисијата. Списокот има едно различно име во споредба со оној што го објави Мија. Во официјалното соопштение на Министерството за здравство, наместо специјалистот интернист Хугон Можина, стои името Черчек Миха, интервентен кардиолог од Словенија. Комисијата која требаше да утврди дали во земјава се прават операции на срце на сметка на Фондот за здравство, за профит, а не само поради медицински причини, за прв пат се состана на почетокот на септември. Според зборовите на министерот, кој тврди и дека низината работа не се одолговлекува, комисијата нема одржано состанок од пресконференцијата во владата, одржана пред безмалку 3 месеци. За дилемите што ги отвори историјата што ја видовте, одговори побаравме од најповиканиот, министерот за здравство Азир Алиу. Министре, на средината на јануари Државната агенција МИА беше првата која што го објави списокот на странските експерти, нешто што вие не го демантиравте. Пред неколку дена, вие како Министерство за здравство за прв пат го објавивте истиот список, но се разликуваше за едно име. Наместо еден интернист кој што беше на претходниот список објавен од МИА, сега имаме интервентен кардиолог. Зошто беше направена оваа промена? После CV-ата кој што ги одбравме ние од листа на CV-а, ги споделивме со внатрешната група на нашите експерти, која што е составена од 15 луѓе, 9 од нив се експерти, додека другите се административни значи луѓе кои што административно помагаат во овој процес. По барање на стручната комисија рекоа дека треба да има и интервентен кардиолог, така да едно од имињата се смени со друг експерт од надвор, интервентен кардиолог, се со цел да може групата која што е внатрешна да биде задоволено барањето за да имаме интервентен кардиолог. Деновиве се случи тоа или пред недела-две, сакам да кажам? Не знам, бидејќи нели го водат стручни лица од кај нас и администратори, временски не знам точно кога тоа се случи. Како е да е, целата процедура е и целата методологија е фактички концентрирана на експерти и на взаимна потреба од внатрешната и надворешната комисија. Јавно не е многу познато за методологијата, така што би ве прашал, еве, можеби преку еден пластичен пример. Домашната комисија дојде до заклучок дека од 19 предмети или случаи, како ќе ги наречеме, во 10 од нив констатираа дека се направени операции кои што не би требало да се направат. Што ќе се случи доколку еве сега странската група експерти каже дека сепак тоа не е така? Затоа ние беше обемна работа. Прво, сите материјали, од мултимедијалните материјали до административни и клинички, ги собравме на едно место, ги преведовме на англиски јазик. Тие материјали веќе се ставени на клауд инфраструктура за да може надворешните експерти да имат пристап, да ги анализираат. Затоа наредната недела заедно внатрешната и надворешната стручна комисија ќе седнат уште еднаш, ќе одат чекор по чекор за да ги анализираат уште еднаш сите и административно и клинички случаеви и на крај тие треба да одлучуваат со глас кој од предметните материјали вреди да се анализира уште еднаш, можеби подетално, или дали се точни или неточни првичните наоди. Колку од членовите на домашната комисија имаат право на глас, извинете? 9 членови на внатрешната комисија имаат право на глас. Ако сакате и тие можам да ги читам имињата. Не, мислам дека веќе ги објавивте, нема потреба. Се, значи тие се
од внатре. Тука пазевме исто така да има и членови од приватните здравствени институции, но исто така кога тие ги анализира случај по случај, имаше и доктори кои што биле дел од таа клиничка процедура за тие пациенти, кои што беа дел од такви состаноци, се со цел, ако има прашања од страна на комисијата, тие да можат да одговарат како административно, така и клинички. Теоретски од ова што ми го кажувате, може да се случи за овие 10 случаи, откако и странските експерти ќе ги разгледаат, повторно да се гласа и мнозинството да одлучи дека е спротивно? Теоретски може да се случи. Значи, затоа сакавме тројцата странски експерти кои што навистина, ако ги гледате CV-ата, се стручни и се интернационални. Ценам дека јас и верувам многу во професионалноста не само на докторите, на секоја професија, таков стручен кадар, таков профил, јас не верувам дека може да попушти ако не верува во нешто што е спротивно на професијата, нарочито некај докторите и не во ваков случај кога јавноста навистина сака да ја знае вистината, ние како Министерство за здравство исто така, но исто така и институциите. Знаете и за нив не е лесно да има отворен случај кој што не е стручно завршен, бидејќи на крајот на денот кога ќе имаме крајен извештај, тој извештај ќе биде позитивен не само за нас и за јавноста, туку и за здравствените институции. Ова прашање можеби требаше и порано да се постави, но еве бидејќи сега ќе се соочиме можеби со ситуација каде што домашните и странските експерти ќе имаат различни мислења. Зошто, ако велите дека имате доверба во домашниот кадар, имаше потреби од странци? Заради тоа што прашањето беше толку сензитивно и се отворија толку големи дилеми, кои што за жал придонесоа кон да бидеме многу повеќе претпазливи од колку што би било во нормална ситуација. Вие сте потполно во право. Лично, ако ме прашувате мене, доволно беше да имаме 9 стручни лица од нашата држава, да ги работат предметите, да имаме крајен извештај и после да работиме по тој извештај. Но уште еднаш, бидејќи прашањето беше толку високо подигнато, навистина сакав, и тоа беше по моје барање, да нема воопшто ни една дилема, ни од стручните профили во државата, ни од јавноста, ни од кај нас од Министерството. Имавте гостување неделава на телевизија Телма, меѓу другото индиректно кажавте дека последниот состанок на домашната комисија е одржан пред одржувањето на пресконференцијата која што се случи на 14 ноември. Тоа значи дека 3 месеци таа комисија се нема сретнато. Со кој збор би го опишале тие 3 месеци неактивност, освен со одложување на работите, како што се сомневаат дел од експертите, вклучувајќи го и човекот кој што го потегна цел овој случај? Ние комуницираме со групата, имаме канал на комуникација, значи физички не сме се виделе, но комунициравме и за CV-ата на стручните странски експерти кои што ќе бидат вклучени во втората фаза како peer review. Исто така баравме време за да може да се преведат сите материјали, за да може експертите од надвор да имат пристапи да ги анализират. Така, но ќе ве потсетам на 19 декември исто изјавивте на пресконференција дека се преведуваат материјалите и дека очекувате до крајот на следната недела, то мислејќи пред Нова година, дека ќе се одржи првата средба и поминати се речиси 2 месеци средба се уште така е. Прво, вака, овој случај толку сензитивен, има материјали кои што сакаме, ние не брзаме со времето. Мене воопшто не ми е битно дали крајниот извештај ќе биде за една недела или за месец или за 2. Битно ми е дека тој крајен извештај ќе биде квалитетен и ќе ни дава насока што понатаму. Исто многу ми е битно тој крајен извештај да биде прифатен од двете комисии, и тоа ми е најбитно во овој случај, бидејќи навистина ценам дека времето во оваа фаза е многу помалце битно отколку квалитетот на тој документ кој што ќе излезе од таа стручна комисија. Исто така, толку голем материјал за преведување, целата процедура исто така за ставање на клауд инфраструктура бара дополнителни процеси кои што ќе се филтрират, ќе знаеме логови на луѓе кои што ќе пристапат до тој материјал. Треба да имате во предвид дека се работи за многу сензитивен материјал кој што има внатре цедиња, значи мултимедијален материјал. Ве разбирам, но самите рековте на крајот на декември дека ќе се видат комисиите за една недела, заради тоа ви го поставам ова прашање. Битно беше, јас сакав да се видат чисто тогаш имале некаква проценка кога ќе завршат овие работи. Да се запознават едни со други,
но се одлучи и заради активностите и заради тој тајминг пред и после Нова година, да е првата средба да биде средба, работна средба, не само запознавање помеѓу внатрешната и надворешната комисија, и таа ве најавувам дека ќе биде наредната недела работна средба помеѓу двете работни групи. Една од приватните болници кои што врши кардиохируршки интервенции на сметка на фондот, неодамно одржа еден меѓународен симпозиум на кој што присуствувавте и вие. Пред неколку дена по оставката на доктор Сашко Кедев, тие соопштија дека на тој симпозиум биле разгледувани дел од случаеве и на кој што било заклучено дека таа болница не направила непотребни операции. Дали е точно дека сте разгледувале нешто такво на тој симпозиум? Значи, јас на симпозиумот бев првите 30 минути, отворив симпозиум. Значи, јас сум министер за здравство и одам по симпозиуми, конференции, отварање на нови активности, инфраструктурни, функционални. Што е разговаране, што е анализирано од стручна гледна точка, знаете јас дека не сум ни доктор по медицина, но на крајот на денот тоа е надвор од таа методологија што е дефинирана. Колку и да се стручњаци анализираат анализи на клинички случаи заради симпозиуми или дел од симпозиумите, тоа е процес кој што воопшто нема врска со процесите кои што ние ги имаме во Министерството и дефинирани од страна на Министерството. За крај би ве замолил за што е можно попрецизна рамка за чекорите кои што ќе следат понатаму. Веќе најавивте средба со странската комисија, така што би ве замолил колку средби очекувате, во кој период, кога го очекувате конечниот извештај и кога очекувате почеток на посети директни адхок во болниците и носење на евентуални заклучоци, препораки, па дури и промена на протоколите. Така, значи прво што можам да ве увераме дека наредната недела ќе имат прва работна средба помеѓу внатрешната и надворешната комисија. Понатаму колку ќе имат средби, тоа и не е добро да се дефинира, бидејќи ќе зависи, може да завршат за ден-два, може да им треба повеќе, зависи од тоа што кажавте, дали мислењето на стручната комисија од Македонија е иста со мислењето на стручната комисија од странство. Може би ќе имаат дилеми, ако немаат дилеми, брзо ќе завршат со сите 10 случаеви. Исто така, после тоа ќе имаме крајни извештај, кој што крајни извештај ќе биде дел од нашата веб страна, но исто така ќе имам јас лично како министер пресконференција за тој крајни извештај. Понатаму завршува работата на странската стручна комисија, ќе проложи нашата локална интерна комисија за да оди на терен, значи во тие клиники кои што нудат таква здравствена услуга. И динамиката кога ќе завршат, навистина не би можел да кажам, бидејќи не зависи само од материјалите, туку зависи од времето, слободното време кој што го имаат докторите и кај нас. Тие се 9 по број, треба да ги координирате кога се слободни, за да можат да одат по одредени здравствени институции. Ви благодарам многу на времето. Благодарам за времето. Продолжуваме со емисијата. Комисијата за јавни набавки во Министерството за внатрешни работи направила грешка кога избрала најдобра понуда за нова теренска униформа и за виндјакна за редовната полиција. Заклучокот е дел од решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки, која одлучуваше по жалба на една од фирмите конкуренти на тендерот. Воопшто не станува збор за мала набавка. Почетната понуда за теренска униформа и виндјакна на фирмата чиј избор сега е поништен, изнесуваше 6,1 милиони евра. Подетално од Михаил Милошевски. Македонските полицајци ќе мора да почекаат барем уште некој месец за да ги заменат сегашните униформи, кои се резултат на договор од ноември 2021 година. Причината е, второстепената комисија за жалби по јавни набавки го поништи тендерот за набавка на нови униформи за редовната полиција. Зошто е поништен тендерот ќе слушнете во редовите подолу. За да дојдеме до тој елемент, сепак неопходна е малку хронологија. На 19 септември 2025 година, Министерството за внатрешни работи го објави огласот за јавна набавка кој беше поделен на 4 ставки. Виндјакни, теренска униформа, чизми и чевли. До 19 ноември 2025 година пристигнаа 5 понуди од компании кои сакаа да ја реализираат набавката. Нени компани, Мегаспорт,
Микеј Интернационал, Layers ВФ и Камекс. Цените кои компаниите ги понудија беа различни по категории. Например, Нени Компани достави најниска цена за винд јакни и чизми, Микеј Интернационал за теренска униформа, а Мегаспорт за чевли. 2 недели пред Нова година, Министерството за внатрешни работи донесе одлука за избор на најповолна понуда. Сите 4 ставки ги доби компанијата Мегаспорт. Резултатот беше донекаде изненадувачки ако се знае дека, например, понудата на Нени Компани за чизми беше речиси двојно поевтина, или пак дека за винд јакна и Нени Компани и Микеј имаа значително пониски понуди. Деталите од електронската аукција засега се непознати, но во рокот за жалби, процесот го обжали еден од конкурентите, Микеј Интернационал. Правната разврска пристигна пред една недела, на 28 јануари, кога Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе решение со кое ја усвои жалбата на Микеј Интернационал и го поништи изборот на МВР во деловите теренска униформа и винд јакна. Причината за поништувањето накратко е следна. Во тендерската документација, меѓу другите критериуми, МВР бараше понудувачите да имаат сопствен технички капацитет и минимум број на вработени 50 лица за производство на винд јакни, но и 100 лица за теренската униформа. Мегаспорт во својата понуда навеле дека го исполнуваат овој услов, но не самостојно, туку преку така наречена техничка поддршка од српската компанија Лус Текстил. Според второстепената комисија, Законот за јавни набавки пропишува дека кога еден субјект целосно ги изведува работите за друг, тој мора да биде третиран и пријавен како подизведувач. Економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг субјект за докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и стручните квалификации или релевантно стручно искуство само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара таквата способност. Иако комисијата не ги прифатила другите забелешки на Микеј Интернационал, решението открива и други детали од целата постапка. Микеј биле дисквалификувани поради квалитетот на мострите. Тоа преку суперанализа го утврдила лабораторијата Мак Контрол, која патем ги издала сертификатите за оригиналниот добитник на тендерот Мегаспорт. Комисијата сепак ја отфрлила оваа точка, повикувајќи се на допис од Антикорупцијската комисија од 2020 година, каде се вели оти тоа што една лабораторија тестирала приватно за одредена фирма, не и забранува да врши контрола за државата, па оттаму не може да се утврди состојба на судир на интереси. Од Микеј се жалеле и на фактот што со нивната дисквалификација Министерството за внатрешни работи практично била доведена во ситуација да избере понуда која е поскапа за околу 1 милион евра. На таа забелешка, од конкурентот Мегаспорт одговориле дека не може да се врши споредба на цени меѓу производ кој ги исполнува стандардите од повикот, односно нивниот, и производ кој не ги исполнувал стандардите, односно на Микеј. Комисијата не го прифатила овој основ од жалбата на Микеј. Има и други детали и пикантерии, но тоа не го менува фактот дека комисијата во МВР направила грешка при дел од набавка, чија вкупна вредност е 6 милиони и 140 илјади евра. Затоа прашавме во МВР што ќе се случува со тендерот, дали повторно ќе се бира, но од преостанатите понудувачи, ако и тие не биле дисквалификувани. Оттаму само накратко ни одговорија. Согласно решението од Државната комисија за жалби по јавни набавки, постапката е вратена на повторно постапување и одлучување. Бидејќи постапката е во евалуација, не сме во можност да ви доставиме информации. И додека траат овие процедури, полициските службеници ќе почекаат на новите униформи. Оние што ги чекаат подолго време. Да се биде писмен пред две генерации значеше да се знае да се пишува и чита. Да се биде писмен пред една генерација значеше да се познава основна работа на компјутер. Како што стојат работите, генерацијата што сега расте во училишните клупи нема да може да се каже дека е писмена ако не ја совлада темата за вештачката интелигенција. Македонија не е во образовниот крем на Европа, но во земјава веќе е започнато систематско вклучување на вештачката интелигенција во образовниот процес. Како и каде, од Зоран Јовановски.
Основното училиште Љубен Лапе во Скопската општина Аеродром е меѓу јавните училишта вклучени во процесот на воведување вештачка интелигенција во наставата. Двајца наставници, меѓу кои е оделенската наставничка Маја Божиновска, учествувале во онлайн обуките организирани од Министерството за образование. Таа вели дека биле корисни и потребни. Полесно да си ја организираме наставната материја, значи подготовка на наставни материјали, работни листови, да си ги прилагодиме содржините за возраста на учениците и така натака. Да направиме една креативна, да кажам, еден креативен начин, како што би им ја представиле, да кажам, денешната лекција, примери, презентации разни може да се подготват, така што навистина многу ни е потребно, бидејќи овие деца се дел од, да речеме, новото модерно време кое што се израснати со дигитална технологија. Паралелката на Божиновска сега е 5-то оделение. Дали може ChatGPT да ни го замени нашето размислување? Не. Зашто најчесто го користиш ChatGPT? Ако нешто не ме е јасно. И дали треба да ја прифатиме секогаш првата информација? Таа ја користи секоја можност и со учениците да поразговара за користењето вештачка интелигенција и за предностите и ризиците што ги носи. Постои ризикот да се појави несоодветна содржина за возраста на учениците, да станат зависни од тие алатки што секојдневно ги користат, исто така да почнат некритички да ги прифаќаат информациите. Наша задача е да ги научиме децата да ја користат вештачката интелигенција, не смееме да им забраниме, но да им дадеме правилни насоки за кога ќе ја користат вештачката интелигенција, да не им го замени размислувањето нивно, туку да им помогне да почнат да размислуваат, да прашуваат, да откриваат, критички да почнат да размислуваат. Значи, тоа е нашата улога како наставници, а исто така и родителите. Па прашавме неколку ученици, кои алатки најчесто ги користат и зошто. Ако имам некој домашно и некој збор не ми е јасно, јас го користам ChatGPT и тој ми го објаснува зборот. Не треба да се зависиме од неа, треба и сами да мислиме, ама ако нешто не ни е јасно, како например нешто за училиште, тогаш може да прашаме, ама не да ни ги пишува домашните. Како например да му одговори прашања за предтест, такви работи. Дали е тоа добро? Не. Зошто? Бидејќи секој треба да си знае сам, тоа кога, например, користи вештачка интелигенција, тоа покажува дека не е учел. Некад може да биде добра, ама и некад може да ти даде грешни податоци, затоа не мораш секој пат да ја веруваш на вештачката интелигенција. Нивната наставничка вели дека вештачката интелигенција помага, но има нешто што се незаменливи. Вештачката интелигенција не е направена за да замени никој од нас, нити старите класични начини на учење, тоа е нити наставниците, нити родителите. Вештачката интелигенција постои за да ни ја улесни работата на сите нас. И посебно наставникот не може да го замени. Баш напротив, нашата улога сега станува многу поважна, бидејќи таа педагошка поддршка што ние ја даваме на учениците, емпатијата, човечката присутност е нешто што вештачката интелигенција не може во никој случај да го замени. Ова е приватното училиште Нова. И тука се користи вештачка интелигенција во наставата, со претходна обука за речиси целиот персонал. Мислевме дека е исклучително битно за нас како институција да бидеме напред на оваа тематика и веќе неколку години работиме интензивно на припремање и од политики на училиштето и на наше стратешко позиционирање, секако и обука на нашиот кадар, кој што подоцна ќе продолжи со обука на нашите ученици, па и обуки за нашите родители. Новаковски смета дека има две крајности за користењето вештачка интелигенција во училиштата. Кога се појавила првичната дебата во 2022 година, некои сметале дека тие алатки не треба да бидат дозволени во едукативниот процес. Другата крајност е влез на секакви алатки, па да се истражува што е соодветно, а што не. Во училиштето решиле да бидат креативни. Ние развивме и веќе сме во процес на дополнително развивање на еден условно кажано семафор, кој што дефинира според бои ниво на користење на AI алатки. Тоа значи дека секоја задача, секоја домашна, секој проект е однапред дефиниран дали оди од воопшто да не се користи AI, тоа значи дека се работи со лист хартија, молив, со одие традиционални
методи, до моментот каде што буквално го користите за целосно генерирање на аутпутот, а измеѓу имате уште неколку други нивоа на градација на користење. За дел од обуките на персоналот ангажирале странски образовен консултант. Мисијата е вештачката интелигенција во училиштето да се користи на безбеден и сеопфатен начин, со сите неопходни информации, што треба да ја зголеми самодовербата при користењето вакви алатки. We have kind of 6 ethical principles that we use as lenses when thinking about how we're going to use AI, not only in teaching and learning, but also in operational areas as well, whether it's human resources, whether it's school leaders using AI as well. And then understanding how do you kind of chart your path forward. And so we have a kind of a strategic roadmap that we help schools with, to kind of help build a kind of an AI strategy that they can use moving forward in their kind of AI journey. Етичките принципи за кои говори Џордан се транспарентност, како и зашто се користи вештачката интелигенција, одговорност, да се проверуваат информациите, човечка нишка, избегнување можна пристрасност во информациите, приватност, заштита на личните податоци, заштита од ризици, зависност, злоупотреба, социјална изолираност. Одржливост. За да работи, вештачката интелигенција користи многу енергија. So I think what schools need to do is they need to be very intentional about what is appropriate use in schoolwork and what isn't. At the moment, many students are experimenting with AI and using it just to kind of help them with their homework. And so that education with students about what is appropriate use in your schoolwork and what is not appropriate use is what we call AI literacy. And schools have to kind of establish really clear guidelines for student use. Во училиштето велат дека овој процес е неопходен и треба да биде континуиран, како што континуирано се развива вештачката интелигенција. Сознанијата од Светскиот економски форум кажуваат на тоа дека ако денеска ученик влезе во училиште, има 2/3 шанси да професијата со која што ќе се занимава не постои воопшто. И улогата тогаш на институциите, посебно образовните, е исклучително важна, поради тоа што треба да научи, тоест да се припреми како ќе ги припреми тие следни генерации за нивната професионална фаза. Воведувањето на вештачката интелигенција во националниот образовен систем е процес на кој Министерството за образование и наука почна поинтензивно да работи од изминатово лето. За таа цел соработува со Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Соработува и со приватниот образовен сектор. Тоа е проект каде на околу 200 наставници од сите средни училишта во Македонија, значи приватни и државни, им даваме пристап до бесплатни AI курсеви или курсеви за вештачка интелигенција и академии, каде што овие наставници ќе можат да се стекнат со вештини, да кажам, од вештачката интелигенција и да ги пренесат тие знаења на нивните ученици. Во Министерството за образование и наука велат дека вештачката интелигенција во светот веќе на големо се користи и Македонија не може да остане надвор од тој процес, а во него најважно е образованието. Па освен 200 од средното, веќе се обучени над 700 наставници кои предаваат во основното образование. Следуваат нови обуки и анализа на резултатите. Посочуваат на прирачникот за користење вештачка интелигенција во образованието создаден од научната фела, а кој е достапен онлайн на интернет страницата на Министерството и дистрибуиран до училиштата. Прирачникот е за професорите, учениците и родителите. Прирачникот е навистина многу убав и користен и во него се прикажани предностите и начинот на кој што може да се користи вештачката интелигенција, но и опасностите кои може да се појават при употреба на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција во македонските училишта повеќе не е само теорија од прирачниците, туку секојдневие што се тестира во реално време. Од семафорот во приватните училишта до првите обуки во државното образование, патувањето е започнато. Сега останува на образовниот систем да докаже дека е подготвен да го води овој процес безбедно и со поглед цврсто насочен кон иднината.
Во 360 степени следува ново издание на рубриката Саботажа. Никогаш доста од амбициозни планови и идеи кои придонесуваат не само за подобрување на транспортните и еколошките проблеми на Скопје, туку пак им ги стават во функција вредните раце на подзаборавените инженери и мајстори од каросерија. Во завршна фаза сме и во подготовка на тендерската процедура за набавка на овие автобуси. Но исто така, со сите овие потенцијални снабдувачи разговараме и за отварање на фабрика тука во Скопје, во Македонија, за производство на овие електрични автобуси во која што ќе се вработат минимум 500 луѓе. Оправдание за неуспехот да им се предаде овој убаво спакуван пакет на скопјани сепак има, бидејќи тие уште тогаш беа опозиција и водеа битка за Данела, а таа беше неверна и изврши предавство на идеите. Надежта се разбуди под триумфот на парламентарните, ама само за кратко. Ние стоиме на располагање да слушаме план, да го поддржиме тој план, но ако е планот гласајте за кредит да земеме за да набавиме автобуси кои што ќе стигнат до година, тоа не го решава проблемот кој што денеска го имаат Скопјани. Како полека анкетите почнаа да покажуваат дека тоа многу нервира и покрај најавите за јасна градска победа може да прави проблем. Темата пак се врати. Но сега, за разлика од пред неколку години, без фабрика, ама со намера, работата да врви побрзо. Во моментот го скенираме пазарот и ги анализираме за колкав најбрз можен период можат овие помеѓу 100 и 120 автобуси да дојдат, но истовремено и начинот на плаќање да биде со одреден грејс период на неколку полугодишни рати. Убеденоста е голема и сериозна, пошто наредниот ден, бидејќи се работи за неколкудневна кампања во текот на секоја година, во детали не баре веќе ставени во функција, ама во друштво со идниот. Се калкулира и со математиката околу тоа колкав и на прагот на искористливост. Време траењето на нормално полнење ќе биде околу 2,5 часа, така што деневно со едно полнење би можеле, тоа е она кој што технички го дефиниравме, меѓу 350 и 400 километри да се обраќаат, што би било сосема доволно. Нема дилеми дека толку трае полнењето, но веројатно никој не пресметува колкав е административниот и кој да е било друг капацитет да подготви документацијата, бидејќи дури по 6 месеци од скенирањето и тоа само еден ден поној на шегата, стаса убавата вест. Владата на вчерашната седмица донесе одлука за отпочнување на постапка за набавка на 120 автобуси. Од тие 80 ќе бидат наменети за јавното сообраќајно претпријатие во Скопје, а 40 ќе бидат во оваа првична фаза распределени на другите сообраќајни претпријатија во општините. И на крајот, оние што очекуваат да ги видат тие што без дим шишкаат по улиците, не треба да очајуваат. Ги нема, ама еве пред некој ден пак беа најавени па и распределени, и тоа за 30 повеќе од досегашните. Градот Скопје во претходно анкета побара 250 вакви автобуси. За него ќе бидат отстапени 100 со 50 полначи. А останатите општини кои што имаат организиран градски превоз побара, мислам дека побара 89. Мислам дека побара 89, а ќе добијат 50 со 25 полначи. Доколку на постојките уште ги чекате електричните и еколошки автобуси. Не треба да се секирате. Ке дојдат. Само не е до возниот ред на јесен. Тие не доцнат, туку го следат темпото на ветувањата. Се одјавуваме за вечерва. Ви благодарам што бевте со нас. 360 степени ќе паузира во следните 2 недели поради тоа што програмата на МРТ1 ќе биде во знакот на Зимската олимпијада. Ќе се видиме повторно на 23 февруари. Пријатно.